Интересно е што и двата протести што ги гледаме сега тука кај нас, и владата наша ги поддржува, што прави ситуацијата малце и по ове поемално комплицирана во суштина, затоа што ако сте на иста страна па со владата некако чудно е тоа што прави владата сега тука. Така. Почитувани гледачи, се гледаме, се слушаме, разговараме на уште една програма. Денеска во друштво со Здравко Саевски, Марилен Демири, Александар Митров. Овде разговараме главно на општествени теми, човекот во однос на општеството, како општеството влијае на човекот и обратно. Разговараме за тоа која има моќта во општеството, кои се тие што газдуваат и управуваат со институциите, со компаниите, со фабриките, со ланците на супермаркети, кои се тие другите кои што главно се конзумери и корисници на услуги од маркети, од компании и очекуваат државата да и институциите да го уредуваат нивниот живот. Овој пат имаме една непосредна тема, македонска, скопска, тоа се протестите кои што се јавија после трагичната смрт, после една несрекна сообраќајка во Скопје, но ќе започнеме и пошироко, регионално, како се одвиваат протести некаде од ноември 2024 година. Протестите во Србија, знаеме во Србија полог период има протести, незадоволство од власта, меѓутоа иницијална каписла за протестите кои и досега траат, кои се нарекувани студентски протести во Србија, беше исто така еден несреќен случај кога на срешницата на железничката станица во Нови Сад падна и усмрти 15 луѓе. Подоцна имаше и во Црна Гора од регионот, Западен Балкан или Југоисточна Европа, како што нарекуваат, и таму имаше една несреќна ситуација, убиство, масовно убиство после Нова година од човек во алкохолизирана состојба, се едно афект, усмрти повеќе луѓе, се усмрти себе, и таму почна протести против институциите и државата, и на крај го имаме нашиот случај во Скопје. Заедничко е дека граѓаните бараат одговорност од институциите да им обезбедат безбеден град. Главно се незадоволни од долгогодишната корупција, како што велат, и сакаат прави луѓе да дојдат на прави места, значи некорумпирани суди, некорумпирани, да кажем, функционери во полиција, во министерство, сакаат луѓе кои што ќе си ја знаат работата и ќе доведат до тоа безбедно и сигурно да живееме и ќе имаме одговорноста каде да ја лоцираме. Еве еден поширок вовед, па кој би сакал да дигне рака прв на тема да се уклучи? Да, ете, по сила на околностите, во еден релативно мртов период за протести во однос на претходни години, значи зима, ние во Македонија имаме две граѓански акции. Едната е поврзана со убиство на девојче, прегазување на пешак од страна на возач, неизин сограѓанин. И другиот е граѓанска акција на бојкот на супермаркетите. Значи, по едно долгогодишно замирање на било каков граѓански активизам, ние имавме во краток, дури истовремено, две активности, што, ете, не е особено првото нешто за посебно радување, но, ете, мала мобилизација на граѓанството и тоа мора да се истакне дека бројката на присутни, на учесници на тие протести беше значителна за македонски прилики.
и да се надеваме дека во однос на конкретниот случај нема само да останат повиците и протестите ограничени на прашање на конкретниот случај, што е сосема во ред, значи возачот кој го сторил убиството да ја добие заслужената казна, но заслужената казна, а не да се врши одмазда врз него, многу важна разлика, но исто така да се надеваме дека ова ќе поттикне малку поширока дебата и конкретни чекори во врска со браќајот каков ние, кој произведува смртни случаи доста често. Значи мора и системски да се реши проблемот, значи не да се застане на конкретен случај и казнување на конкретно лице, туку мора ние да размислуваме да спречиме и идни вакви случаи, па повторно да бидеме доведени да мора да се протестира за повторно некој да биде изведен пред лицето на правдата, но во меѓувреме и друг живот, млад или стар, без разлика да биде изгубен. Сакаш да продолжиш тука или ти поставам некој прашање или ти во еден збор да даеш па после ќе одам? Добро, значи добро можам и јас да овој. Па ќе се сложам со тоа што кажа Здравко. Мојот став е дека во суштина добро е што има протести, а кој ме лошо е тоа што ти усвари тест поводот за тие протести па и кај нас и во фактички цел регион генерално се однесуваат се последица на смрт. Се фактички поменам последица на тоа дека се имаат случајно некои активности кои едноставно довеле до смрт на фактички човечки животи. Значи на страна таа иницијатива за бойкот на значи тие супермаркети кои што сметам дека требаше да се случува уште од пред како да кажам, значи не па неколку години. Меѓутоа и сега е тоа добре дојдено. Ги гледам протестите во еден фактички значи по значи широк контекст, затоа што јас следам плюс минус ве некаде работата и фактички дебатите, политичките состојби, например, и во усвари западна Европа, каде што безбедносниот аспект е доста клучен и е вклучен во сите тие фактички дебати. И кај нас, и во нашето опкружување, безбедносниот сегмент е можеби како да кажеме најважниот од значи тоа што јас умеам да го слушнам. Во западна Европа како да кажам протестираат барем десничарите генерално за безбедноста на своите луѓе, граѓани од малцинства кои доаѓаат и така натаму, силување на жени и сите работи тие одат фактички до некои како да кажам импликации кои мислам дека немаат да никаква ни смисла. Меѓутоа во нашиот случај тука се уствари према нам протестира за тоа да се дојде да се изгради општество, градови, држави, систем правен и така натаму, кој што ќе може да испорача до крај према нам некаква безбедност која што едноставно ќе биде лишена од фингирања и интервенции и така натаму. Меѓутоа се плашам дека откако ќе се одземи живот, сите калкулации после тоа за како да кажам, за
за казнување на сторителот до крај нема да ја утешат страната која што веќе е фактички наштетена, и тоа е најголемата трагедија, и затоа е трагедија. Затоа што едноставно не може до крај да се испораша правдата, а правдата око за око е малку проблематична, затоа што после тоа сите ќе останеме слепи ако продолжиме со тоа дека треба да има крв, дека треба да се лее крв. Дека сметам дека оваа фактички дебата значи не сме да остане само на иницијативата за казнување на сторителот, што сметам дека ќе се казни сторителот, токму поради јавниот притисок што се фактички правеше последниве 2-3 недели. Ама сметам дека треба да се видат опциите за тоа како да живееме ние безбедно и посвесно и во меѓучовечките односи, и кога пред нас не гледаме никаква личност, а во секој случај има животи кои можат наеднаш да се појават. Ако ви 150 возите на поименувам партизанска и да не гледате, ќе видите за момент ќе се појави нешто, куче ќе се појави, мачка ќе се појави. Значи многу е мала, како да кажам, шансата, е многу голема шансата во суштина да од ништо да прејде во нешто, иако не е баш ништо, ако вие сте седнале во поименувам кола и веќе ги правите таквите акции, возите, и без разлика дали има некој со вас или нема, ако има уште поодговорни треба да сте, ако како да кажеме, нема, во секој случај треба да сте одговорни и кон сопствениот живот, затоа што нашите животи индивидуално што ги носиме ние, значи не се само наши, се дел од една заедница кој што татко, мајка, семејство, пријатели кои и да го загубиме нашиот живот, ќе им наштетиме плюс на фактички други. И во таа уствари конотација мислам дека може да се гледа. Од друга страна, ова политичкиот сегмент што е многу важна работа што не интересира нас сега тука што сме. Значи сметам дека треба да ги уствари лоцираме, мапираме некои моменти кои носат едно општество да отиде до оној степен на, како да кажам, на декаденција. Декаденција која што едноставно општество кое што е докрај збеснато, кое што живее постојано со едноставната потреба да биде стимулиран во процеси на задоволство, процеси на уживање, микроуживање, она фаст фуд, како да кажам, секојдневие, да си ја олеснува целата, како да кажам, животна поиманам процедура, затоа што живееме во брзо општество, брзо задоволство бараме. Јас сум наставник во школо и поиманам пред некој ден правеве на како да кажам, интервју. Како мини поиманам како да кажам, интервју таму со. Да. И генерално не кои се нивните ставови, туку кои се ставовите на таа генерација. Генералните ставови се полесен живот, без работа, збогатување и така натаму, до крај конзумеризам. Во суштина конзумеристички живот. И сега, дали конзумеристичкиот живот придонесува до вакви девијантни, јас мислам дека апсолутно да. Толку како вове. Фала ти на предлогот вове. Ја пак ќе почнеме пак од почеток да што предизвикува да излезат луѓето на улица, рековме ги ужаснува смртта, главно ги мобилизира. Смртта. За жал. Во Нови Сад, во Скопје, убиството во Цетиње, во Подгорица се протестите. И сега луѓето одеднаш се ужаснуваат
како да се изненадени. А живееме во општество како што е. Значи, возиме брзи коли. Алкохол достапен на секаде, дрога достапна на секаде, куп занимации со кои што си смалуваме свеста и фокусот, значи цело време сме растргнати на сите страни. И во такво едно општество очекувано е, секој што логично размислува, ќе очекува дека ќе има такви последици. И да се прегазуваат луѓе, тоа не е ништо ново, возат пребрзо, прво некој произведува брзи коли кои што се оружје ако ги ставиш по погрешни раци. Има оружје, така што некој како во Црна Гора ќе се изнервира и ќе утепа десетина луѓе, ќе се утепа и себе, значи има и оружје достапно. И тоа не е некоја тајна, дека значи предусловите постојат. И сега се гради на различни начини, градежни активности, се знае дека постои корупција, дека одредени градежни инспектори се потплаќаат и тоа знаеме во каква организација живееме, и кога ќе падне на стрешница, исто се шокираме тогаш кога ќе загинат. Меѓутоа, додека секој си го брка своето преживување, замижува кога и тој учествува во одредено корупtivно однесување и на крај се ожезнуваме кога ќе дојде до смрти, тогаш бараме одговорност. И каде бараме одговорност? Ја бараме од институциите за кои што ние велиме дека се корумпирани. Пак таму ја лоцираме одговорноста и така почнува. Нормално се создава едно масовно незадоволство, дури револт, бунт, така во бес, во афект, и тогаш се бара директно оставки, одговорност, линчување на во оваков случај кај што има конкретен виновник, некој прегазил некој и сега ќе го линчуваме, ако може ќе го тепаме, дека биде во доживотен затвор, ако не него и целата негова фамилија е виновна. И сега тука, во нашиот случај ако збориме, има и одредени работи кај што гледа, мислам, во сите работи има пропусти на системот. Тука точно лоцираат граѓаните дека има пропусти на системот. Тука во право се. Секаде и во градежните дозволи бараат документација, например во Србија бараат документација. Кај нас бараат зошто сторителот на ова дело претходно не бил задржан во притвор или во затвор, кога веќе бил фатен со дрога, бил фатен во друг прекршување на законот, меѓутоа лесно поминал. И тука ја гледаат неказнивоста како една од причините зашто доаѓаме до ова. Меѓутоа јас посочив дека самиот систем и начинот на кој што живееме доведува до ова. Така, од кај би сакал ти да се фатиш на една тема? Да, доста важни прашања. Прво, околу изведувањето на правда на човекот кој изврши убиство. Тука тоа е еден аспект и тука мора да кажеме јасно, бидејќи дури во крајна линија страста на луѓето во дадената ситуација е да бараат она што викаме крв. Значи, дека е важно да се спроведе правда, да биде казнет ниту помалку, ниту повеќе од она што е неговото злодело. Тој аспект исто така е поврзан со претходен веројатен акт на корупција која го однела него во поправен дом, а не во затвор, иако бил возрасно лице. И тој аспект треба да се јавноста да го внимава и да притиска. Ако судијата бил подкупен, да сноси одговорност за тоа што зел подкуп. На тој начин и во идни прилики други судии нема со таква леснотија да земат мито за да даваат полесни казни. Тоа е првиот дел. Вториот момент што го спомна Гени е околу аспектот на безбедноста. Безбедноста е лизгаво земјиште. Не значи дека секој повик за безбедност не значи дека тоест може да доведе до уште полоша ситуација отколку претходната ситуација. Значи ние овој проблем со небезбедниот сообраќај можеме да го решиме во принцип на два начини. Првиот начин е да се зголеми бројот на полицајци, бројот на казни пропишани и да се зголеми бројот на камери кои ќе го покриваат цело подрачје на Скопје. Но овој начин е во принцип лош, бидејќи ние и така зборуваме дека живееме во општество на надзор и сега ние бараме уште поголем надзор.
зборуваме за злоупотреби на полицијата, а бараме што повеќе моќ да им се даде на полицијата. Значи, овој начин може да создаде нови проблеми за кои ние не сме свесни и сето ова да се користи како изговор на центрите на моќ да акумулираат уште повеќе моќ. Другиот начин како да се реагира на сето овој проблем е да се адресира она програмирање што ни го удираат нас од страна на капитализмот преку конзумеризмот, кој подразбира ширење на автомобилска култура, фетишизација на колите и имање прескапи коли кои брзо возат. Прво, колите непотребно не се ограничени во километражата која може да ја развијат. Значи, тука имаме проблем кој треба да и биде притисната автомобилската индустрија. Значи, коли може да возат 220 на сат, а нема автопат во светот кај што тоа е дозволено. Така што зошто воопшто му се дава толкава моќ на тоа потенцијално оружје за убивање на пешачици, велосипедисти и други она. Но да одиме поред, да речеме, една од најважните работи е измена на законот каде што ќе се воведи можност за поставување на лежачки полицајци, на успорувачи, дури и на де-факто автопати. Ние сме дојдени до ситуација каде што улиците толку се шират што де-факто ние имаме автопати среде град. Значи со 3 ленти на едната страна, 3 на задната. Значи пред пешачки премин мора да има поставено успорувачи за да не можат да развиваат толку големи брзини. И мора адресирање на проблемот на автомобилската култура. Треба градовите ни се направени автоцентрични, значи се обмислени на таков начин да ја стимулираат колската култура. И наместо да се шират улиците, треба да се воведат велосипедски патеки. Важно е да се има јавен превоз, но важно е да се развива автомобилската култура. Сега имаме ситуација каде што се подценува возењето велосипед, дури има некои луѓе кои презирно гледаат на возењето велосипед, демек тој нема пари да се купи кола, а не тоа го прави заради еколошки причини, а од друга страна имаме стимулирање на фетишизација на колата, значи желба да се има што поголема и понова кола, помодерна, поскапа, и после штом имате вие таква кола, едноставно вие сакате да развивате поголема брзина, особено ако имате контекст каде што ги воспитуваат луѓето да не име гајле за никој друг осем себе си. Така што треба тука да се реагира, треба да се проблематизира автомобилската култура и да се преземат мерки таа да се заузда преку ограничувачи на брзината лежачки полицајци и истовремено да се создаваат велосипедски патеки не во делот на пешачката зона, туку на колосеците. Значи да се одземи дел од колосекот за возилата и да се воведи за велосипедите. И исто така, значи, треба да се субвенционира купувањето на велосипеди од страна на локалната и дури и централната власт. Значи треба да направиме возењето велосипеди да биде кул, како некои што пробуваат тоа да го прават. Дека реално е опасно кога се вози кола и кога си млад и кога си полн со енергија, свелен и малце алкохол. Јас сум бил возач, можам да кажем неодговорен на 18-19 години, кога јас сум поминувал така некојаш на црвено, значи тоа е, имаш оружје, не си ни свесен тогаш, имаш си даваш слобода, си видно тоа се секој може да му се случи. Не можеме да ги нарекуваме тие луѓе
монструми или како изрази, тие се само симптом на општеството, тоа се сложи дури на протестите, тоа во Скопје кажуваат одреден едни бара линч, меѓутоа беа присуствени на протестите, другите велат, тоа е симптом на општеството. Значи, разумот може да преовлада, меѓутоа да одиме во сршта, суштината на протестите и во Србија, можеме и кај нас, као формата. Односно, луѓето излагаат, имаат нешто да има, која е политичката позадина на тоа, сакам да кажем, имаат ли политичка идеја на нешто да сменат или и окей да се излага, секако е добро. И меѓу млади, меѓу постара група на граѓани, добро е да се излезе, дека се чувствува некој единство. Ние вака збориме изолирани, меѓутоа кога се излезе, дури да имаме различни ставови, осеќаме дека малку се омоќуваме, дека имаме некоја моќ и ние кога се собереме као толпа на некој начин, само сурова моќ имаме во однос на институциите, во однос на системот. Добро. Сега, како е твоето видување политички што може да се изроди од овие протести или како ги гледаш и во Србија или Мислам дека нема нешто ново. Немам прилика да чујам нешто ново. Јас лично зборувам. Сум ги слушал во Србија. Во Србија имам исто така и пријатели со кои што правеле веле активизам еден период и сум одел пема нама таму и така натаму ми овој пема нам кажуваат дека горе долу. Да, значи, пема нам бе 90% националисти се тие кои што бараат некакви пема нам промени во што на власт. Да. Генерално, значи тоа што јас имам прилика да го заклучам, да го гледам, да го проследам, па после тоа некој заклучок, дека горе долу промените се во рамките на самиот систем, иако многу често протестира, како да кажам, некоја средна класа, плюс минус. Средна класа која што има некое како да кажам, не е задоволство, нито незадоволството не е до тој степен политички артикулирано, као да нема корупција, па тоа е веќе стара тема, 30 години зборуваме корупција, да нема. Има корупција, гледаме, многу често и ние сме вклучени во таа, свесно или несвесно, ние кој ќе кажам не само јас или ние туку генерално луѓе што ги познавам во еден сегмент ќе кажат ако треба ќе подкупам него само да поминам автошкола, тоест тест за па после тоа леле детето го изгазија на сличен начин имаш поминато и ти автошкола, така? Плюс минус. И тоа е дел од корупцијата за која што ние не сме самите, ама ние не сакаме да се замараме, не сакаме тестовите да ги преполагаме, без разлика што и тестовите се луѓе, тестирачите се луѓе кои едноставно заинтересирани се. Цел систем е втемелен врз база на ја отвора вратата да има корупција. Е расположен да остварува корупција, да ги вклучува, да ги соочува луѓето постојано. Или ќе платиш за да добиеш во зачка, или ќе паднеш 8 пати, па пак ќе платиш, врти случаи тебе ти е тоа 50-50. За успори Србија, како што јас ги гледам, без разлика што има многу протести, револуционерното ниво и расположение не е до тој степен како да кажа, оформено и артикулирано. Не гледам интелектуална, авангардна сила, партиско-политичка сила која што би можело до крај да го износи сето тоа, затоа што ако правиме муабет за револуција, има многу луѓе зборуваат за некоја револуција. Ние сами сме биле тука, шарена револуција, која што едноставно не ни беше револуција, ама ние го употребувавме тоа наивно или не, без разлика. Сометам дека сепак на крај ваквите и иницијативи ќе завршат на избори каде уствари партија која што значи позади која што олигархијата стои, странските капиталисти стојат, странските амбасади стојат,
меѓународните како да кажа, институции, воени или какви и фактички да се корумпираните институции од самата држава стојат. Се разбира тоа е многу симпатично, фотографиите се многу јаки кои ќе ги погледнуваш вака од дронови, таму има 200.000, 300.000 луѓе. Сме го правиле тоа и кај нас тука било јако, ние сме били активно вклучувани многу често, ти си бил, јас сум бил. Сепак на крај доаѓа работата дека ќе треба сето тоа да заврши на избори. На избори ќе заврши оној што има партија. Не ми изгледа мене дека студентите сакаат да имат партија, а 90% од партиите во уствари Србија да кажеме дека се националистички расположени, дека тие се понационалистички од колку самиот Вучич. Од фактички друга страна па има и овој кој нам и значи друга страна, ова е позитивна страна. Пошто ја знаеме револуцијата во овој како да кажам Русија, значи пред па да се успели да случи тоа, се имаа случајно некои други револуции или псевдореволуции кои како да кажам, не реализираа револуција, меѓутоа создадоа некоја референтна точка на која што значи некои други некогаш кога ќе има поголема можност да се направи вистински процеп, да имаат референца и за добро и за зло, да знаат каде некои претходници погрешиле и на кои сегменти да се фактички осврнат. Јас сум секогаш за, како да кажам, да има значи граѓански уствари протести, да се одржуваат, иницијативи да има, меѓутоа промените кои ги сакаме сите ние, за жал носат до некоја ситуација на разочарување и тоа е како да кажам средна класа која е заинтересирана за своевиден конзумеризам и удобство, особено во Западна Европа, да кажеме, кога сваќа дека не може до крај да се насити фактички, ја избира опцијата која што нуди некакво решение, а десницата секогаш нуди решенија кои што се многу поволуминозни. Дека ние ќе престанеме да ги финансираме бегалците и што ти знам така натаму и ќе го вратиме вашиот живот во нормала, уште повеќе конзумеризам и удобства. Тука би овој да, ја би поставил нешто вака во однос на протестите, да ги разгледаме. Као протестот прво излага луѓе со одредена бес и можеби се уа таму лидери студентски, некои кои имаат некој искуство со мегафони, спонтано имаше тука. И сега каде тука и таму? Овде на првиот протест излегов се. Да го видам пак од близко и нешто слично што на претходните протести ми случувало кога спонтано ќе излезат луѓе. Сега луѓе се фатија за мегафони, нешто пробаат да дадат форма. Од тука ќе одиме пред собрание, па пред јавно обвинителство, пред суд. И тоа нема спремно како говори своја нешто политичко да кажат и се лепат на тоа масата што го бара. Као казни, убици или нема правда, нема мир после ќе рече, што ќе така смртна казна, нешто ќе викне и тој што е улога на лидер прифаќа за не оди контра масата, прифаќа, значи многу често толпата и да кажеме тоа што е распространето, дисеминира во општеството како вредности се наметнуваат и на самите протести, без та главно излага. И сега понатаму после еден втор протест па ова движењето кое е следен, кое што ги води кај нас протестите, направи обид, денеска имаше нели во неделата имаше форум. Значи, каде што може да се разменат малце политички идеи, да се формира некое политичко барање, поширо да се видат идеи, тие се многу помалку масови. Вие бевте таму, можеш нешто за тоа да ми кажеш, да го споредиш као
Да, во принципи важно е да се излези на протести заради искажување без и на задоволство од дадена ситуација и како начин за притисок и за поздравување тоа што одржа во неделата еден форум на граѓаните каде што има и говорници и можеа и самите граѓани да кажат мислење, бидејќи треба да се не само да остане на ова само на протестирање, туку треба граѓаните да излезат со свое мислење и да стојат за тоа, за да видиме некои промени кои понатаму ќе спречат вакви едни ситуации. И да речеме кај нас имаме ситуација кај што многу луѓе веќе имат кренато раце од протестирањето и тоа е феномен кој треба да се анализира. Тоа е бидејќи во крајна линија објаснувањето што ќе се даде е дека се биле разочарани, Гени го објасна делумно и механизмот кој стои во позади. Имаме тука и важно е тука да ја знаеме улога, тоест да ја проанализираме убаво една тема која секогаш се спомнува, темата на корупцијата и илузиите во врска со тоа како може да биде решен тој проблемот. Кога се лоцира дека проблемот е корупцијата, тогаш се претпоставува дека еден систем добро функционира, само се јавуваат тие лошите, корумпираните, кои добриот систем го расипуваат. А самиот систем испаѓа дека бил добар. Ние зборуваме за еден систем, капитализам, кој е во принцип корумпиран. Тој продуцира корупција бидејќи самиот капитализам создава економска акумулација на една страна во мал број раце. На другата страна создава слабо или средно задоволени економски граѓани. Сега, овие што имаат економска моќ, и имате човек кој е на функција, да речеме судија. Тој човек, бидејќи располага со голема економска моќ, може да го подкупи судијата, носителот на функција. Нешто што би го немало ако имаме економски рамноправно општество. Но, бидејќи ово има голема економска моќ, едноставно ги има средствата за подкуп. Дури да се погоди да овој судијата не го гледа личниот интерес, туку општото добро, и не го прифати митото, тогаш ја имате можноста за санкција од страна на оној што има економска моќ, капиталист. Значи, тој може да му каже на овој честниот, не нечестниот, на честниот, може да му каже: пази, нешто му се случи на твоето семејство. И сега, ако ова го кажеме, јас ти тој, може да не пријави во полиција и ќе настрадаме. Ама ако му го каже тоа економски моќен човек, тогаш тој може да претпостави дека тој ќе купи некого за нешто да му се случи на неговото семејство. Така што самиот систем, кај што имате концентрација на богатство и на економска моќ на една страна, ви создава корупција. Значи, системот е гнил, а не системот е во ред и сега имало поединци кои не чинеле и ја расипувале гајбата со јаболко. Така што и сега ние се додека не сме свесни дека ние не можеме да добиеме честно функционирање на системот, туку од старт мора да ги смениме правилата, као сека, ќе имаме такво нешто, што не значи дека не треба да протестираме. Протестот е притисок, ама треба да се знае. Ние притискаме, значи во дадениот случај, само поради јавниот притисок може да има правда. Само поради јавниот притисок. Но, ако зборуваме као сека исто, партискиот систем, поради капитализмот,
партискиот систем е создаден од субјекти, политички партии, кои можат да победат само ако располагаат со голема економска моќ, тоест ако капиталисти стојат зад нив, бидејќи за во избори да победите, вас нужна ви е финансиска моќ. Инаку нема можете да бидете слушнати. И сега, ако вие очекувате дека можете да извојувате промени преку замена на Курто со Мурто, а нема друга опција, тогаш едноставно вие си го сведувате протестот на импотентност. Значи едноставно не може тие слободно време, мали тие мали измени со кои се концентрираме на поправка, тие се главниот проблем, а не самото протестирање. Значи на тој овај како да кажам делот околу поименувано корупцијата како дел од тој, како да кажам, репертоар на овај чекори за спречување или реализирање на една уствари правда. Корупцијата се разбира како некој момент на интервенција за да скратам патот за да дојдам до некоја услуга во правниот систем или во кој било систем. Меѓутоа, дали не е фактички поименувана корупција ако јас сакам да завршам некоја работа во државна болница, ама имам пари, неќам да ја чекам мојата услуга во таа поименувана државна болница, одам во приватна болница. Што да прави оној што нема пари да плати во приватна болница? Овде мислам дека е целиот проблем на разбирањето на самата поименувана корупција. Оти цел систем, оној кој нема пари, тој е жртва на корупција априори, затоа што организацијата на самиот систем, економската положба, финансиската положба, не го прави дури тој да не може да го корумпира самиот систем, да скали во самиот систем за да може да реализира некое право кое што или неправда која што му ја нанел некој друг или животот му ја нанел болест, право на образование и така натаму. Затоа корупцијата сватена во овие рамки сметам дека е проблематична и затоа викам јас борбата против корупцијата со години трае многу долго, ама има потреба од некој редефинирање на самиот израз и поим на тоа што е корупција, што не е фактички, тоест против која корупција ние би се бореле, односно би се залагале. Да, како што рече здраве, значи системот е гнил, системот е корумпиран сам по себе. Можеме да го објасниме дека прво системот кон човекот гледа како кон ресурс, како кон работна сила, како кон конзумер, не го гледа како човек. Значи во суштината ние имаме гнили односи меѓу нас, ова ти што го кажуваш, потребата некој вика, нели, корупцијата движи, митото движи економијата, сум го чукал некои руски бизнисмени ќе одаде, че мора да потплати негде за да тргне, за да се заврти бизнисот. И митото ние тоа го викаме подкупот, бакшишот и од Турско стојал, нели, рушвет како го викале. Че тоа е нешто што и поклони се дава. Тоа е бакшиш. Да, тоа е поклон, али и луѓето дури очекуваат дека некој кој ќе им заврши работа во рамките на неговата служба, они треба да преблагодарни па да му дадат и поклони за нешто што има во рамките на службата, тоа ти што го кажуваш се разбира дека тие што се на пониско ниво економско имаат помалку моќ. Меѓутоа не секогаш, например во даден случај и на протестот се однесува на зборот дека детето е дете на некој подполковник, па има врски, значи има и такви канали на моќ, не е само финансиската моќ, некојаш институцијата ти дава моќ со подпис. Така има спрега меѓу тие со пари и овие што формално имаат моќ. Меѓутоа секогаш преовладува овој што има економската моќ, како што рече, кој што може да плати и све да купи. И живееме во такво општество кај што најбогатите не служат за тоа. Пак ќе го спомнам и на протестот го спомнав Мијалков.
си откупи слободата, вака така си и тоа треба да биде јасно на граѓаните дека Јас личен начин на кичец, например, човек изгради во на ова. Значи, ние таа илузија, бранителите, адвокатите на системот, го бранат системот преку префрлање на топката на корупцијата. Значи, аргументот кој тие го користат, системот е добро поставен, корупцијата е надворешен проблем. Она што ние го лошите луѓе. Значи она што ние може се гледа, значи кај има некорумпирана држава и создават плюс впечаток дека проблемите кои ги имаме во Македонија ги имало само во Македонија. Која е некорумпирана капиталистичка земја? Овие се проблеми кои самиот систем ги продуцира и треба да бидеме свесни. И сега кога ќе ја затворите вашите барања до да нема корупција, тогаш вие едноставно барате јаболкото да биде праска. И сега јаболкото не може да биде праска, и сега вие сакате да биде праска. Па не може јаболкото да биде праска. Толку едноставно. Но кога зборуваме например на темата на корупција, толку многу дебати, зборувања, говоранци имало на таа тема, а дури основните сознанија за корупцијата не се кажуваат. Од типот на дека има два вида корупција. Материјална корупција и морална корупција. Материјална корупција се вика подкуп, морална корупција значи дека вашето морално ниво е паднато, кај што вие не е работата едноставно подкупувате некого, значи материјална корупција, туку вие паѓате во морален аспект, кај што вие, да речеме, ако човек, баш онака како што не издресира либерализмот, што не направи изолирани единки кои сите други ги гледаат како туги и непријателски на себе, кога тој си го гледа само личниот интерес, тоа е негова морална корупција. Тоа е пад во моралните вредности. Не може еден човек да себе си се клава на пиедестал и се друго да не го интересира. Кога ќе дојде до оваа точка, тогаш што има морален пат и е морално корумпиран. И ние мора да се бориме против оваа морална корупција, која е масовна, бидејќи системот, меѓу другото, ги подкупува, ги корумпира луѓето во овој момент преку конзумеризам, да едноставно не ги гледат последиците од своите акти, туку едноставно да гледаат за нив да им е добро. Да гледаш само тебе да ти е добро и за другите да не ти е гајле, тоа е показател за еден морален пат, за еден морално корумпиран човек. Ние мора да го гледаме и доброто на заедницата, на општото добро и да го гледаме унапредувањето на општото добро преку тоа што преку унапредувањето на општото добро да го гледаме и унапредувањето на нашиот личен интерес. И меѓу другото, на конкретната тема со колата со возач кој уби човечко суштество, меѓу другото, возењето точак е морална одговорност кон заедницата, со која меѓу другото се кажува: јас свесно избирам, иако можам да купам кола и да возам, да турам бензин и да возам, јас го одбирам ова превозно средство зашто ми е гајле, се грижам за останатите членови на мојата заедница. Тука исто може да лоцираме дека и луѓето кога ќе излезат на протести, доволно знаат, можеме да кажеме, за својата корумпираност. Колку и да се млади, знаат дека на патот на образованието замижале, закјутиле кога некој добил права оцена или неправилна оцена, кога нивниот родител полесно поменал, кога се снашле општеството, сите замижувале. Значи, на некој начин за тоа гледам дека многу малце луѓето сакаат одговорноста да ја преземат и они да понудат нешто ново,
туку чекаат институциите да се сменат, пак кои што знаат дека се поробили. Значи, цело време се префрла одговорноста. Тука можеме да оценаме како тоа се случувало на сите протестни движења, како ние сме кул, ние добро шетаме, ние знаеме што е правда, ама не чекаме ние да се смениме, него некој друг ќе наметне по кои правила ние ќе се менуваме. И сега доаѓа до овој другиот вид на протестите, кај што највише ги удира граѓаните, цените и тука да се мобилизираат колку ќе на кошта животот, дали ќе поминеме животот овој месец. И пак во регионот дојде до друга иницијатива на бојкот на маркетите или продавниците, кои што во Хрватска малку подобро се организирани, и кај нас дојде бојкоти секој петок на продавници општо беше. Сега, дали таа идеја или дали таа акција има некои позитивни работи, кои се позитивни, кои се негативни, што можеме да научиме од таа акција, што можеме да покажеме на системот или на ланците на супермаркети, дали имаме тука некоја моќ или некој друг ни ги формира цените и не убедува дека тоа е на светска економија се профитира од тоа. Значи, прво околу бојкотот како алатка на организирано граѓанство. Значи, бојкотот како алатка на организирано граѓанство знае да биде моќен и знае да создаде ефект. И ние едноставно не се центри на моќ само политичките партии, државата, економските капиталистите како располагачи со економска моќ. Значи, имаме и ние како граѓанство моќ, можеме и ние да бидеме центар на моќ, ама за тоа ни треба да бидеме организирани, а не аморфна маса. Сега, значи, може да биде ефективно средство, но за тоа треба сите да веруваат малку повеќе во таа една акција дека може да успее за да се приклучат. И тоа е еден од моментите кој во Македонија фали. Значи, во Македонија не издресира да не си веруваме едни на други, ниту да веруваме во колективната акција. Значи, од старт луѓето кажуваат, нема да успеат протестите, нема да успеат бојкотот. Значи, кога и вие немате вербата во успех, едноставно не може да се успее, бидејќи таа е стара изрека која кажува желбата за успех е половина успех. Не целиот успех, ама ако ја нема желбата за успех, тоаш сето тоа ќе биде млитаво и едноставно не може да вроди со плод. Значи, кај нас имаше одредено видоизменување важно во однос на протестите во Хрватска. Значи, во Хрватска се протестираше против големите ланци, кај нас против сите маркети, дури некој што едва и преживува, некој е ситно дуќанче и него. Така што тоа кажува за одредената доза на неукост кај нас, што ја има, за жал. Но исто така ме револтираше тоа што доста луѓе наоѓаа забелешки на акцијата и фактички наоѓаа изговор за самите себе си да не се вклучат на тоа. Значи, и јас имав доста забелешки, една кажав, ќе кажам и следни, но јас си го поддржав тоа. Значи, бидејќи ако гледаш дека тоа е за општо добро и за твој личен интерес, тогаш гледај тоа да успее, а не наоѓа изговор зашто ти да се тргнеш настрана и другите да ти ја сработат работата. Една од причините кај нас точно е дека маркетите си создаваат профит на тој начин што си ја зголемуваат профитната маржа на сметка на граѓаните, но не се само маркетите оние поради кои животниот стандард на граѓаните трпи. А тука имаме симплификација на аргументот дека единствена виновник е желбата за профит на маркетите. Значи го имаме стремежот за профит и тоа е проблем. Но тие не се единствените фактори, зборам капиталистите од сферата на продажбата, што ја креваат цената на производителите. Ги имаме увозниците, ги имаме доставувачите, кои имаат дури повисока профитна маржа од овие, според одредени. Да. Во суштина. Као сека и го имаме моментот на производството. И сега, и тука имаме две точки
кои едноставно не сакаат доста луѓе да ги слушнат. Да. Првиот момент е тоа што поради често климатски кризи или може да биде војна, као во случајот со Украина, се намалува производството на одреден прехранбен производ. И сега, понатаму, на крајот до потрошувачот, цената е повишена не само поради профитните маржи, туку бидејќи едноставно поради помалата понуда, има зголемување на цената. Тоа е типичен механизам во една капиталистичка економија. Првиот момент. Вториот момент, и сега, например, ние неќиме да слушниме за климатската криза, ги затвораме ушите, ама поради климатската криза конкретно има голем проблем со имаше голема суша во Западна Африка, далеку, која произведе пат на цена, помало производство на кафе и на какао, поради што крајниот производ на сето то е зголемена цена. И едноставно ние, ако сакаме да игнорираме климатската криза, ние треба бидеме подготвени дека не само поради профитните маржи, туку поради климатската криза ние ќе плаќаме поскапи производи. Вториот момент е моментот кај што одреден број наши сограѓани така едноставно се расфрлаат со парите на конзумеристички начин, ги навлекуваат на конзумеристичко трошење и на крајот на месецот немаат пари. И сега, поради тоа, било која цена им е скапа. Но, за нив, јас би им препорачал малку да видат кај им бегаат парите. Значи, да не дозволуваат така ефтино да ги лажат и тешко заработените пари со леснотија да му ги извлекуваат од джебот или од кредитната картичка. Во таква ситуација, ако земат да бидат помалку способни за лажење, тогаш на крајот на месецот ќе им остануваат повеќе пари автоматски. Така што една од причините за перцепцијата за превисоки цени на прехранбените производи е поради тоа што голем дел од потрошувачите премногу паѓаат на маркетиншки финти и поради тоа им ги извлекуваат парите од джебовите. Сега, колку долго може да трае бојкот? По еден ден, по недела дена, ево Хрватска и таму ги менуваат ланците, еден ланец на маркет па други, за да се покаже дека како потрошувач имаш некоја моќ, или како граѓани што само конзумеристи имаш некоја моќ. Меѓутоа, подолгорочно, ние исто не сме навикнати, ние сме ужаснати, уплашени граѓаните кои удобно живеат у град, да не останеме без нешто дома. И секој што се купува, нели, ако не се купува, пето, преходните денови ќе купуваш или како што беше за време на ковидот, па купуваа ствари. Значи, за дома да е. Да, значи, за да успее некој богот подолгорочно, треба да имаш ти друг некој алтернативен начин или смислено дека можеш да издржиш без да купуваш секој ден. Прво, многу од луѓето денеска многу малку произведуваат храна, готват дома. Немаме навика ако снемаш нешто па да побраш од комшијата, нема таква солидарност. Значи, се време се зависни од било која продавничка. Ние кога би се решиле така да бойкотираме, значи треба да ќе развиеме и други работи на соработка и солидарност кои што се подзаборавија некогаш и постоја, кога се велеше дека имаше некоја скудица на производи некогаш. Ама имаше па изобилство на дружби, на други работи. Значи нешто значи има и други посредни секундарни ефекти од бојкот ако го организираме на прав начин, ама тоа треба да се обмисли. Не знам, што мислиш ти за тоа? Јас би се сложил со двајцата. Значи не знам што да појмам екстра уствари додатам тука, ама значи сметам дека тоа е добра акција во која што значи сите ние граѓаните можеме во суштина да се исчеличиме во однос на она
како да кажам, значи сите аспекти што ги спомнати сега, меѓутоа и аспекти во однос на тоа дека не сме навикнати да губиме, како да, значи да отстапиме дел од нашата слобода, од комодитетот ние секојдневно да можеме да лапаме само и да не се интересираме меѓу другото, што е изворот на поемања самата како да кажам декаденција, што е преска, каде ќе заврши оваа постапка. Што е крајот на оваа моја постапка? Што е крајот на сите овие чевли што ги имам јас, дали во ѓубре тие ќе одат или ќе одат поемањам некаде? Што правиме ние со, како да кажам, со ѓубрето наше? Или ако не го гледаме ова дека на крај ќе стане ѓубре или нема да стане ѓубре, зависи од нас, имам проблем да го разберам сето тоа. И моментот дека не отстапувам дел од мојата слобода, навиките што ги имаме ние, за жал, не сакаме да се мачиме. Аскетизмот, тоа е многу далек, тоа е многу лоша работа. Аскетското однесување, иако во животот за да постигнете некоја цел, некојаш треба малку и да се помачите, за да завршите факултет, треба малку и да учите, треба некојаш и да не спиете, да читате, за да одите после тоа на испит и да го положите испитот. Ќе се прошмукате некојаш, окей, ама многу често треба да отстапите дел од сопствената слобода во име на колективната слобода, слободата на поемањам сите, и на тој начин ќе се запознаеме сите едни со поемањам други. Сега, значи јас имам тука исто така и ова, фактички дека сметам дека треба, значи, како се кажа, да се истражат тие некои елементи од сите нас малку, да не сме мрзливи, и пошто имаше некој, не купувајте од маркети, купувајте од зелено пазарче. И во зелено усвари пазарче, како да кажам, некој, поемањам цените во суштина се исто така екстремно големи. Во зелено пазарче веќе одамна нема да видите вие производители, односно земјоделци, ќе видите луѓе кои продаваат и луѓе кои се прекупци што ги викаат. Тие прекупците во суштина како да кажам, дефинираат целата цена во суштина. И трет момент е дека иако луѓето беа као бойкотира голем дел или дел, кажам, се уште рестораните беа истиот полни беа фактички самите фактички самите ресторани. Имате вие она лакомократија што се вика сега, во кое што едноставно и рестораните се дел од истиот, како да кажам, механизам на цицање на поемањам пари. А сите ние имате, например, и што нам зборував јас со као овој поемањам бел луѓе и така натаму на улица за пензионери, викаат зошто не се бойкотира против рестораните, као оти јас, вика, ако не отидам во поемањам супермаркет, вика, имам пензија 10.000 денари, вика, лебот, вика, е 30 денари, 20, 50, поемањам. Значи, вика, во рестораните, вика, е скап лебот, а не е скап во самите во фактички самите маркети. Плюс минус има аргументи за продолжување на ваквиот пристап на бојкот фактички, меѓутоа мислам дека има и енергија во суштина во цел регион тука се за што нам таква иницијатива. Мислам дека ќе продолжиме во истата
Значи со ист манир. Интересно е што и двата протести што ги гледаме сега тука кај нас, и владата наша ги поддржува, што прави ситуацијата малце и по овој поемнано комплицирана во суштина, затоа што ако сте на иста страна па со владата некако чудно е тоа што прави владата сега тука. Така што тие. Спомна некои работи односно комоцијата до кај ние што сакаме да жртвуваме, да се потрудиме за нешто. И сега мене првата асоциација ме дојде дека денеска човекот е научен, сме го збориме на различни начини, меѓутоа е научен ако нешто прави тоа да му се исплати. Финансијно, да има кјар, да има тоа што е цел. Значи тогаш ќе се помачи ако знае дека утре ќе има диплома, а таа диплома ќе му даде моќ, или ќе се помачи ако за тоа ќе го платат. И за тоа се битни овие работи, да има протест кај што излагаш без некој да те плати, него имаш од да ја уверување. Ако тие самите сметаат дека не е тоа политички, сепак е политички чин. Некои од учесниците на протестите велат, ние не сме политички, ние сакаме правда. Барањето правда е политички мотивирано, тоа е политичка акција. Бојкотирањето на тие што сметаме дека неправедно се однесуваат кон нас економски, не ги земаат пари, исто е политички чин. Сега во однос на тоа сакав да спомнам дека ова што го спомна на пазар, например. Исто, пазар, кафана, маркет. Интересно е, тоа има и како анегдоти се раскажува дека една господја иде и се ценка таму за јајцата на пазар или се ценка за салатата и ќе се ценка и се осеќа како моќна, а ќе иде у кафана и ќе остави дупло поише бакши. Значи тоа игрите на моќ се многу битни. И знаеме дека сепак и тие таму што продаваат не се повисока класа луѓе на пазарите до некаде. Меѓутоа битно е кај се понашаш, како се понашаш, значи не е само економски општество како што е, него има и некои други навики на однесување, некој малограѓански буржоаски морал кој што доминира во општеството, и е распространет. И затоа ние имаме навика ретко кој се лишува тоа да оди у кафана. Во кафаната се смета као нормално, као во нормалниот буџет дека треба да влезе, тоа спаѓа во некој луксузирање кој животот. Да, тоа е многу важна поента, зошто ние не организираме ова бојкот на рестораните, бидејќи ако ги знаеме податоците, значи за инфлацијата. Например, ние имаме општа инфлација, значи за сите производи заедно, која е 3,5%, а на храната е пониска, е 2,7%. Значи, храната е помалку погодена од инфлаторни действија отколку општото ниво. Додека цените во угостителските производи е некаде 8% поскапо. Значи, дупло повеќе од вообичаената стапка на инфлација. И сега, фактички, добар дел од луѓето кај ги оставаат парите се во рестораните и после бидејќи ги оставиле таму парите, не им останува пари за основни прехранбени производи. Али сега се поставува прашањето, зошто не се организира бојкот на рестораните? И одеднаш тука доаѓаме до една точка кај што суптилно нас ни ги влечат конците преку нормализирање на некои трендови, кај што ние во рестораните се чувствуваме као господа. И сега као господа како тоа сега ќе се ценкаш и слично. Се ценкаш ваму во маркетите. Така што малку е посложена сликата. Јас повторно ќе кажам, го поддржав протестот главно поради две причини. Прво, бидејќи навистина профитна маржа кај маркетите има, која е сериозно голема, значи се акумулира богатство во нивни раце и тука треба да се стави една бариера преку граѓански притисок. Втората причина е што гледаме начин со доста мани, но сепак начин кај што граѓаните се организираат. Во момент кај што нашите граѓани станеа доста неорганизирани, аморфна маса, изолирани поединци и ние ја немаме моќта која можеме да ја имаме. Значи,
пробуваат нешто да направат луѓето, зошто да не се подржи тоа? Многу лесно и ефтино е одстрана да се коментира зошто кои биле забелешките. Ќе го поддржиме, ама ќе ги дадеме забелешките. И при тоа, и кога ги даваме забелешките, значи многу важно е дали ова го правиме за да намалиме во конзумеризмот или да зголемиме во конзумеризмот. Дали ова го правиме за цените да бидат поевтини, па да купуваме уште повеќе од она големо количество што го купувавме претходно, или сакаме да се бориме против конзумеризмот како начин на живот. Бидејќи конзумеризмот, ние гледаме ситуација каде што нашето ниво на трошење е многу поголемо отколку во претходните децении, ама нашето ниво на среќа е многу пониско отколку претходните децении. Заклучок, преку конзумеризам не може да се добие среќа. Нешто што е спротивно на пропагандата која системот ја продуцира само за да акумулира профит за мал број луѓе. Така што едноставно треба престанеме да се однесуваме како марионети, да станеме свесни за процесите и да не играме по правилата, да одбиеме да играме по правилата и да го правиме не она што системот го бара од нас, капитализмот што го бара од нас, туку она што ние го сметаме за пожелно и нужно. Ете да го цитирам Џон Халовеј во неговата книга Пропукај го, распукај го капитализмот. Се во таа насока. Ние тука ги поздравуваме протестите, и во Црна Гора, и во Србија, и тука ние го бараме политичко. Многу е, за мене е интересно, симптоматично е што во барањата на студентите во Белград, во Црна Гора, исто таму има студенти. И тука, барањата сега што се за овој последниот случај. Тажно е, изгубени се животи, дека постои неправда. Меѓутоа, гледам дека студентите влагаат во казнени процеси, во процеси на како да се донесат одлуки, се мешаат во судското. Нивните барања се така структурирани да пробаат тие да создаваат процеси како судот да биде, значи влагаат во стануваат обвинители, истражители, што од една страна не е лошо да се едуцираат за тоа, меѓутоа политички како да не се едуцирани. Затоа ги правиме на крајот да ние овие Точно. Ние овие емисии да го најдат политичкото во промената на системот. Политичката едукација е да сватиш дека не е системот некорумпиран па е надворешен елемент, туку гнил е системот и нужно создавална. Тоа е политичка ориентација. Контрадикцијата која што ја гледам, тие зборат против неправдата на системот, а пробуваат во рамките на каналите системот тие да донесат решенија. Значи студенти од страна како е правилно да живееме во безбеден град, како е правилно да биде осуден некој, како да се ресоциализира младинец, а тие немаш таа моќта тоа да го правиш. Значи, по своја моќта, па после размислувај како може тоа. Они се сакаат да им дадат решенија на владата која што постои, затоа и владата ги поддржува студентите. Дека нашите студенти даваат решенија како владата се справи со конкретна ситуација. Со конкретна ситуација таму си има одговорени. Да. Тие се право. Кога ние ќе им помагаме на власта да не владее нас. Тоа ми е нејасно само. Треба системот да се делегитимира. Додека е легитимен, тогаш се мисли дека со некои козметички измени од типот на ќе смените некој некорумпиран носител на функција со некој корумпиран со некорумпиран носител на функција, ќе го решите проблемот. Значи на тој начин, преку лоцирање на проблемот во корупцијата, де факто се легитимира системот. Она што ние треба да го правиме преку политичкото образование е да сватат луѓето дека не може да добиете некорумпиран капитализам. Капитализмот по својата суштина, поради економските процеси кои ги создава нужна корупција. Не може некој што не поседува во едно општество, и истото е со нивото на криминал. Ако имате
Не можете да го решите криминалот во капитализмот, бидејќи има на една страна огромно богатство, на друга страна луѓе кои немаат пари, а кои ги воспитуваат да ги величат парите. Ако едно општество е рамноправно, тогаш зошто да украдиш од комшијата кога знаеш кога ќе влезеш кај него дека тој има можеби за нијанса повеќе од тебе. Ако не се луѓето корумпирани, ако го гледаат општото добро, а не само личниот интерес, ако тие се воспитани да не мислат дека со пари можеш да купиш среќа, зошто воопшто да крадат? Значи, и сега, политички неедуциран човек, ајде да го решиме криминалот, ама да не го чепниме капитализмот. Па не постои такво решение. Ико зборат за неказнивост, исто за капитализмот е нормална неказнивоста на моќните луѓе. Точно. Сами нема се. Точно. Има пари, си купува слобода. Тоа беше за денес, драги гледачи, слушатели и другари. Се гледаме во наредната програма скоро.